Добро вечер и благослов Божи, почитувани слушатели. Се разбира, сакам да ве поздравам во името на Господа, во името на нашиот Спасител и да ви посакам убава и благословена вечер со емисијата Гласот на вистината. Зборуваме за Христовото раѓање. Зборуваме за тоа што Христос се роди пред 2000 години. Е историски дел, историски настан кој ни е опишан особено конкретно, јасно и гласно се разбира во Светото Писмо. Видовме дека Христовото раѓање, поточно раѓањето на Месијата, не е само раѓање на Месијата или Христово раѓање, туку тоа е Божјо раѓање. Всушност Библијата сака да ни опиши дека Бог се утелотвори и дојде во личноста на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Минатата емисија зборувавме за падот на човекот и видовме дека Бог го создаде небото и земјата со неговиот збор Божи. Во првата книга Мојсиева, книгата Постанок, првата глава, првиот стих ни е запишано: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа видовме дека, или добро ако се сеќаваме, дека едноставно земјата и небото се создадени со зборот Божи. Повторно можеме да отвориме во Евангелието на Јован, првата глава, да го прочитаме првиот, поточно вториот и третиот стих. И еве што таму ни е запишено: во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бог, се стана преку Него и без Него ништо не стана она што постана. Значи преку зборот Божи беше создаден целиот свет, поточно беа создадени, се разбира, небото и земјата. Оно што видовме е тоа дека небото и земјата беа создадени преку зборот Божи. Но човекот е создаден со раката Божја. Прво, второ, тоа е слика на Божиот лик и круна на неговото создавање. Се она што Господ создал во небото и она што било создадено на земјата, човекот бил креиран како круна на неговото создание. Зошто? Затоа што човекот бил Божи лик, поточно Божја, се разбира, слика. Но исто така го видовме и Божјото предупредување. Бог го предупреди или го опомена човекот: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на запознавање добро и зло. Од него немој да се допираш, ниту да јадеш, зашто во кој ден ќе вкусиш, во истиот ден и ќе умреш. Почитувани слушатели, Бог му направи на човекот прекрасна градина, која се викаше рај или Едемска градина. И Библијата вели дека човекот Бог го смести таму за да може да ужива во се она што Бог создаде за него. Но посебен акцент стави на две дрвја кои веќе беа создадени, а тоа е дрвото на животот и дрвото на запознавање добро и зло. Но како што кажав, Бог го опомена човекот. Божјото предупредување или опомената за опасноста пред се доаѓа од самиот Создател или Креател, кој што е на небото и на земјата. Се разбира, Бог го предупреди човекот. Еве сега ќе отвориме заедно во втората глава од книгата Создавање 16 и 17. И вели: и му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на запознавање добро и зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Но, почитувани слушатели, ова го разгледавме уште во минатата емисија и видовме дека Адам не беше создаден во Едемската градина, дека отпосле Бог му креира совршен, прекрасен, хармоничен дом и потоа го сели човекот во Едемската градина, всушност во рајот, за да може да ужива во она што Господ го создаде и го направи за него. Но исто така како што видовме, Бог го предупреди човекот.
и да видиме што вели или што ни е опишано во оваа 3 глава во книгата Постанок. Всушност тука ни е опишан падот или непослушноста на човекот. Ќе отвориме книга Постанок, 3 глава, всушност ќе ја прочитаме оваа цела глава и потоа ќе видиме дека целата оваа глава ќе ни даде многу јасна слика за падот на човекот. Ќе го видиме настанот кој што се случи пред многу илјади години. Зошто човекот дојде во една ваква положба или е во една ваква, се разбира, положба. Еве што таму ни е запишано. Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог, па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадиме од родот од секое дрво во рајот, само од родот на онаа дрво сред рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогашка змијата и рече на жената: нема да умрете, но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Кога жената виде дека родот на дрвото е добро за јадење и убаво на изглед и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра од родот од него и го изеде, па му даде и на мажот свој, и тој јадеше. Тогаш им се отворија очите на обајцата и разбраа дека се голи. Па си сплетија лисија од смокви и си направија опашала. Тогашка го чуја гласот на Господа Бог, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец и се сокри Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Но Господ Бог го повика Адам и му рече: каде си? А тој одговори: го чув одегнето твое низ рајот, па се уплашив бидејќи сум гол и се сокрив. И тој му рече, се мисли на Бог: кој ти кажа дека си гол, да не си јал од дрвото од кое ти забранив да не јадеш? Адам пак рече: жената кој ми ја даде ти, таа ми даде од плодот од дрвото и јас јадев. Тогачка Господ Бог и рече на жената: зошто го направи тоа? Жената одговори: змијата ме измами и јас јадев. Но змијата пак и рече: Господ Бог, затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови, мешечки ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. А на жената и рече: кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и премножам маките. Со болки ќе раѓаш деца и ќе се приклониш кон мажот свој, и тој ќе ти биде господар. Потоа му рече на Адам: бидејќи ја послуша жената своја и вкуси од дрвото, од кое ти забранив и реков: не јади од него, затоа земјата нека биде проклета заради тебе. Со махи ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот. Трне и бодилки ќе ти раѓат, и ти ќе јадеш трева полска. Со пот на лицето свое ќе јадеш hleb, се дури не се вратиш во земјата, од која си земен, зашто земја си и во земја ќе се вратиш. Адам ја нарече својата жена Ева мајка, бидејќи таа стана мајка на сите живи. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облека од кожа и ги облече во нив. И Господ Бог рече: ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло, но сега да не ја испружи раката своја и да земе пак од дрвото на животот, па да вкуси, па за да живее вечно. Тоашка Господ Бог го изгони од Едемската градина, за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адам, постави на исток пред градината Едем херовим и огнен меч, кој се вртеше наваму и натаму, за да го пази патот на дрвото или дрвото на животот. Еве, гледаме целата историја како навистина човекот стана непослушен, не го послуша зборот Божи. Адам не го послуша зборот Божи,
ниту Божјото предупредување. Затоа се доведе во лоша положба. Ги изгуби сите привилегии кои Бог му ги подари за да може да ги ужива, се разбира, во Едемската градина. Тоашка гревот стапи во сила и власт. Во Римјаните 8 глава 3 стих ни е запишено: Мојсиевиот закон не можеше да го спаси поради грешната човекова природа. Но тоа што не можеше да го стори законот, го направи Бог. Тој го испрати својот син во тело слично на грешните човечки тела, жртвувајќи го својот син за нашите гревови. Бог ја уништи власта што гревот ја имаше, се разбира, во нас. Зошто? Затоа што Библијата вели дека платата за гревот е смртта. И затоа читаме во Библијата дека гревот завладеа врз човекот и дека му беше потребен излез. Самиот излез го имаме во оваа 3 глава. Но како што кажав, наредната емисијата Гласот на вистината, ќе можеме да зборуваме за сите тие можности, привилегии за кои што Адам беше опоменат или предупреден, но тој ги изгуби. И ќе видиме кои се тие привилегии кои што човекот ги имаше дадено, поточно ги или располагаше, му беа дадени од самиот Господ Бог. Затоа имајте пријатна вечер и Господ нека биде со вас. Се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.